Почитуван председавач, Ваши екселенции, пратеници, колеги од академската јавност, дами и господа, јас сум професор доктор Оливер Андонов од Војната академија. Повеќето од вас и можеби ме знаат од јавните настапи. Она што е забележливо е зголемената поддршка на членството во ЕУ на 71%. Одлична вест. Како перцепција кај граѓаните, нешто што е многу добро. Но важно е да се чита многу внимателно, да се има внимателен пристап кон анализата на резултатите. Растот на поддршката не ја поистоветува потребата од критичка анализа, туку напротив отвара едно дополнително прашање, посебно за нас од академската јавност, а тоа е дали јавната поддршка расте поради политичките резултати или паралелно со нив поради личното чувство и потребата на граѓаните. Во исто време, евроскептицизмот се зголемува, а значаен дел од граѓаните и понатаму сметаат дека државата не е подготвена за членство. И сега, чија е таа одговорност за да ја подготви државата за членство? Ова укажува на сложената слика која не може да се сведе на едноставен наратив за успех. Сепак е само една перцепција и нивните екселенции тоа го потенцираа. Надворешните фактори јасно се именуваат, по кој знае кој пат во извештајот. Но каков е домашниот политички учинок е прашањето? Владењето на правото, реформите, институционалната кредибилност на државата за да се спроведе тоа што мора да се спроведе. Затоа би предупредил да не ја читаме процентуално или кумулативно анализата. Зголемената поддршка како автоматска потврда на политиките, туку да ја читаме како показател на континуирана проевропска ориентација на граѓаните пред се, која обстојува и покрај застојот во резултатите кои ги имаме, а на кои укажуваат и извештаите од Европската Унија. Кредибилитетот во пристапниот процес не се мери само со анкетен прашалник, туку се гради или губи преку политиките, а тоа се реалните политики кои ги гледаме секојдневно. И можеме да зборуваме за разни делови од извештајот, како примери за читање на истражувањето. Кога сметаме дека Македонија, на прашањето како сметате дека Македонија, кога сметате дека Македонија ќе стане земја членка на Европската Унија, например, можеме кумулативно да зборуваме за 64% од граѓаните кои во следниот среднорочен период од 10 години не ја гледаат Македонија како земја членка. Тоа е загрижувачки факт. И ајде да ги погледнеме загрижувачките факти, за да можеме да одработиме тоа што треба да одработиме, а јасно ни е овде предочено дека Европската Унија е отворена за нас, без условувања и без понатамошни прашања. Во извештајот при истражувањето на анализата, например, не се забележуваат корелации и вкрстување на податоците од разни прашања кои сте ги поставиле и доаѓа до еден момент на испресметнување на средната вредност, која можеме и ни дава слобода вака да ја толкуваме како што веќе ја толкуваме. Но, основата која треба да ја добиеме е уставните измени, како задолжителна активност која треба да ја направиме, прашањето за гаранции, а гарант е Европската Унија и самите ние во исполнување на реформските процеси и кредибилитетот на државата, улогата и одговорноста на владата. И тука ме поттикнавте, немав баш намера да влегувам во директни политички расправи по тоа прашање, но главен поттикнувач на евроскептицизмот во моментот е владата. И можеби тоа треба да биде едно од прашањата кои треба да се постават.